Додека средновековното српско царство се распаѓало, а моќните властелини се издигнувале за да загосподарат со парче од земјата, еден член од семејството Мрњавчеви станал совладетел на царскиот трон. Во 1365 година започнало издавањето на заедничките динари на Урош и Волкашин. Не е познато кога започнал Волкашин да делува како самостоен крал, но значително поголемиот обем на самостојните изданија на монети говори дека совладетелството на Урош и Волкашин во реалноста траело кратко. Наместо Прилеп, Скопје и Призрен станале новите центри на областа што ја контролирал Волкашин, а според средновековниот историчар Мавро Орбин, тој го контролирал и богатиот руднички комплекс Новобрдо. Всушност и најобемните емисии на динари потекнуваат токму од таа ковница. Динарите со помала тежина и пократки надписи веројатно биле повани во Охрид. Кога во 1371 година, во битката против османлиите, Волкашин и неговиот брат Углеша ги изгубиле животите, престолот го наследил најголемиот епски херој на македонското средновековие, крале Марко. До смртта на Волкашин, Марко ја поседувал титулата помлад крал или крале, како што останал запомнет во народните преданија, а потоа, како од Бога избран, започнал да кова пари на кои е потпишан како благоверен крал. Во исто време, со последните изданија на Марко, во употреба биле и парите на неговиот помлад брат Андреаш, кој на динарите се потпишувал само како благоверен Андреаш. Економската моќ на Мрњавчевите значително опаднала по смртта на Волкашин. Тие го обезбедувале среброто потребно за продукција на монетите од македонските рудници, од оставината на Волкашин и веројатно од доходот за непречена трговија, што го плаќала Дубровничката република. Големата сличност на типовите пари на самостојните владетели, како и малиот број серии на овие динари, укажуваат дека Охрид, но можеби и Скопје, биле градовите во кои се одвивала нивната продукција. Градското ковање на Скопје, како и динарите на жупанот Андрија Гропа, на кој што е испишано името на градот Охрид, се уште еден показател дека во втората половина на 14 век овие градови ковале пари. Во музејската поставка, монетите на независните владетели се изложени заедно со српските динари и венецијанските грошеви, прикажувајќи ја победата на среброто во 14 век, но и нивната паралелна употреба, осведочена преку трезорите со сребрени пари.